Добредојавте во првата епизода од нашиот попкаст со Мартин Богатиновски. Во оваа денешна емисија, а и во сите идни емисии ќе зборуваме за верата како жива сила, што го обликува човекот, што го крепи во падови и кој што го менува однатре. Овде нема место за политика, освен за црковна. Нема место за провокации, ќе зборуваме за прашања кои што ретко се поставуваат. Ќе слушаме и одговори од луѓе кои што ќе не подзамислат за тоа да размислиме кои сме и што правиме во животот. Овде ќе ни гостуваат владици, ќе ни гостуваат свештеници, но ќе ни гостуваат и верници, и теолози, и професори, и што уште не. Овде ќе зборуваме за чудата, за сомнежите, за стравовите, ќе зборуваме и за Бог. Во изминатиот период добив доста позитивни критики од луѓето и моите блиски луѓе и соработници, кога им ја преточив мојата идеја каква емисија сакам да правам, и сите ми рекоа, ми порача, Мартин, почни јако. Па си велам, како појако можам да започнам, освен ако го поканам за прв гостин владиката Крушевско-Демирхисарски господин Јован. Нема појако тоа. Владико, добре дојдовте во нашата прва емисија. Добро е најдов и бидејќи прва емисија, искрено сакам да честитам и да ви се отвори патот на вашата благородна идеја да му го доближите на народот она што е поважно можеби од лебот, а тоа е верата негова. Така, фала ви многу. Некој ќе праша зошто баш вие ќе бидете нашиот прв гостин, но ќе им одговорам затоа што вие сте еден од ретките владици кои што не ја носите митрата како украс, туку како крст. Вашето сведоштво е дел од поновата духовна историја на Македонија, историја напишана со болка, но со достоинство. И сега, како што кажав, денеска нема да зборуваме за политика, секако ќе опфатиме некои црковни политики кои што се неизбежни. Пред да започнам официјално со прашањава, сакам да ве прашам нешто наискрено. Како сте здравствено? Ми изгледате подмладено, ми изгледате посвежо? Фала му на Бога, вака човек, од многу сум го добил тој комплимент дека изгледам добро. И јас си не верувам дека не изгледам добро, ама не може човек да продри во нозете и во внатрешните нервни патишта, па за да види дека имам потешкото и содањето. Но добро, фала му на Бога, некако функционирам, секогаш се трудам со благодарност на Бога и во тешкотиите, и во маките, и во страдањата. Се доаѓа од Бога и се завршува во Бога. Така. Добро, Владико, ако дозволите, јас би започнал од почеток. Нешто што ги интересира многумина, а и мене. Кој беше Јован пред мантијата? Какво беше вашето детство? Како беше човекот што подоцна ќе стане владик? Тоа и не е чудно што го прашувате, зашто секој кој сака духовен напредок, некој важно му е неговиот духовен раководител, како го живел животот, како го поминувал детството и детството бев реално палаво дете. Стварно? Не бев мирно, вака, сакав се да пробам, ајде, во тоа е палавоста. Значи, сакав се да искусам, може би од тие детски времења, од детски денови, не сакав да оставам нешто да би помине, а така да не биде забележано длабоко во мене. И она што можем да запаметам, може би од тоа најстаро време, е од 5-годишна возраст, со крајен интерес кон сите, особено кон заедницата. Се сеќавам на некои моменти за кои сигурно бев критикуван и кој човек дури од денешно аспект да ги погледнал, може би биле за критика, ама јас и денеска и тогаш сигурно си имав некоја сатисфакција. Да речеме како дете им ја заклучува вратата на гостите кои ни доаѓаат дома, затоа што не сака да си заминат. Мене добро ми беше во заедницата да живеам
уште од луѓе, да. дете, уште од дете и подоцна и повозрастен, а сега особено. Заедницата го прави човекот да биде личност. Се друго го прави, го разединува, го прави индивидуа. Така што и од тие детски години тоа сум го запазил, сигурно под инструкција некаква на семејството, на Бога пред се, ама важно од длабоцој смер. Претпоставувам дека доаѓате од православно семејство, мислам активно црковно. Секоја недела на литургија како дете? Не сум бил секоја недела, не можам да речем, затоа што прво верата ја наследиле родителите мои од нивните родители, а јас живеев во широко семејство со баби, со дедовци. Се сеќаме, бидејќи ме прашувате, ме однеле во градинка на некоја возраст предшколска. Јас сум издржал 2 дена да бидам во градинка. Не сум сакал, затоа што може човек да живее со баба и со дедо и подобро да му биде, отколку да живее да секој ден да биде во градинка воден. Тоа е еден начин на живот кој сум го наследил од родителите, кои не секогаш се црквувале, затоа што беше друго комунистичко време, разбирливо, ама се црквува, затоа моите баба и дедо. Јас сеќавам, еден од дедовците мои е мијак по потекло и никогаш не стана комунист, ама затоа никогаш не стана директор. Во една позната фирма во Битола работеше, беше заменик директор, затоа што не беше комунист, одби да биде комунист. Затоа што го чека пред црква луѓе, агенти, во тоа време, ајде така ќе и наречам, и ти Сотир одиш во црква, а Сотир, името на дедо ми, одеше во црква редовно. И јас одам во црква. Така што тие детски години, она што можеби највпечатливо ми е тоа дека тој дедо, мој Сотир, за да поспием малку поќе дури и на Великден, кога зборам да поспием на 4-5 годишна возраст, тоа ме оставал до 2 сатот после полноќ на Христово воскресение, на празникот, да спијам и да дојде од црква, да дојде дома, да ме земи за да се причеститам. Тоа е врежано длабоко во мојата свест сега. Така. Во 85-та година отслужувате воен рок во Сараево. Какво сеќавање ви остави тој воен рок, тоа служење војска? Се сеќавате на нешто убаво во животот или и еве вака кога размислам, има ли некаква, можеби глупово е да се споредуваат тие две работи, ама има ли барем некаква сличност помеѓу монаштвото и служењето војска? Затоа што и таму има послушанија, и таму има строгост. Може да се рече така, една страна е тоа, ама втората страна е што во тоа време војската беше тотално атеистичка. Ние имавме дури и предмет за атеизам. Затоа тој период не го сака многу и сметам дека таа година дена, иако бе последна генерација што беше 15 месеци во војска, ни дадоа некое скратување за да можеме на факултетот идната година редовно да отидеме од октомври. Меѓутоа, тој период не ми остави впечаток и некако да сакав брзо да го заборам. Иако имав многу напредок во тој период, и ја сад добив првата класа телепринтерска во тој период, што сега многу ми ползува,
затоа што можам да користам тастатурата на компјутерот која е иста како и на телепринтерот и брзо да чукам и значи има некоја придобивка, ма е толку мала таа придобивка што не се сеќавам, не сакам радо да се сеќавам на периодот на војската. Токму заради атеизмот. Во цела чета прашува во тоа време кој верува во Бога, двајца само излеговме и требаше напред да исчекориме, да не видат сите дека ние веруваме во Бога. Како нешто срамно. Како нешто срамно, сака да не посрамат со тоа. Меѓутоа јас ја имав храброста во тоа време да идам пред цела чета и да ја исповедам верата. Јас верник не можам поинаку да бидам освен тие младечки години. И фала му на Бога што било така. Од денешен аспект, препорачувате служење воен рок сега на денешниве генерации во Македонија? Не, препорачувам професионално да си биде војската. Кој сака да се определи за тоа, нека си служи. Кој не сака, не мора да служи. Има илјада други начин на кој човек може да служи на државата. Така. 90-та година завршувате градежен факултет дури пред време. Како е тоа да се заврши градежен факултет пред време? Не дека ги омаловажувам, им давам помала важност на другите факултети, ама градежен факултет не е било кој. До толку бевте генијалец за да изчистите сите Може искуства? би не можам да речем дека бев генијалец. Цела работа е што јас систематски сум работел уште од средно образование на факултет и особено теологијата. Многу сакав систематски тоа, значи бев меѓу многу ретките, тоа можам да го сведочам, што учеше предметите од книги, не од скрипти. И ги имам прочитано сите книги што беа издадени во тоа време. Затоа што сакав на тој начин прво да си создам систематика. А што велите пред времето, целиот градежен факултет беше 9 семестри редовно, а 10-тиот дипломската. По завршувањето на 9-тиот семестар, јас веднаш ја дадов дипломската. Значи, во 10-тиот на почетокот, може тоа да се рече пред време, значи не го искористив целиот 10-ти семестар за да дадам дипломската туку. Што пак и тоа говори нешто. Говори затоа што велам, сериозно сум се зафаќал за сите работи во животот. Ви се најде после тоа во животот тој градежен факултет? Сега ќе ви кажам една анекдота која ме прашувате. Жерновски се викаше професорот што ни предаваше организација. И тоа во последниот семестар. На овој Жерновски што пратем никаде амбасадоре, испитав дека не му е директен рондин некаков. И тој велеше 70% од вас што ќе завршите, ќе бидете на градилиште. 20% или 10 може би, не знам дали велеше, ќе бидат во биро, а сите сакаат да бидат подзатворени. И инженери и архитекти. А 20% нема никогаш да се занимаваат со градежништво. И јас и се распознав уште тогаш. Јас ќе бидам меѓу тие што никогаш нема да се занимаваат со градежништво. Ама во секој случај можам да речам дека сега последниве години, сигурно ми се најпоследниве години, тоа се може би 20 години, ми се најде што подигаме еден манастир, кој се трудам по моите разбирања за византиската уметност и естетика да го подигаме, а тоа барало проучување. Веројатно и статика. И статика. Во периодот кога дипломирав бев прв и единствен и прашање беше дали ќе ми одобрат што армирана бетонска конструкција на црква во Канада работев.
Значи, прашање беше големо да што нема навика тогаш ни на градежен факултет да одобруваат цркви како да се градат. Меѓутоа, ги добив тие основи од тогаш и фала му на Бога, сега е градиме. Добра, ами вашето прво вработување беше градежен инженер во митрополијата во Битола. Тоа ме интересира. Секоја митрополија си има свој градежни инженери? Не. Или тоа беше исклучок за вас? Некој начин може би беше исклучок, ама затоа што митрополита во Битола е голема, на голема територија опфаќа и имаше еден архитект кој даваше или консултираше предлозите архитектонски за градба. Ама тоа не е доволно. Ако се сака да се изведи до крај конструкцијата, потребно е градежен инженер. Сега, не, во секој случај тоа беше редок случај, што јас како градежен се запослив во митрополијата, меѓутоа еве и тоа е дел од моето искуство. Так. Второто вработување, библиотекар. Вие ја формиравте всушност митрополитската библиотека во Битола. Тоа би се најде во животот или може да кажеме се пошегуваме во времето во затворот? Условно речено, знаете што има представа што значи библиотека. Затоа што први формиравме библиотека од религиозен тип, потполно опремена картографски. Картончиња за секоја книга. После тоа јас имав предност на некој начин, кога отидов и на подипломски студии, да не барам инцидентно некоја книга, туку да ги погледнам да упатен без знаев. И ги консултирав картоните во библиотеката. Тоа е многу едно важно искуство, зашто човек ако го нема, ќе му треба време да го совлада. Вака го совладувал во предпериод некој, сигурно полесно после ќе може да се снаоѓа. Така, као што видов во вашата биографија, потоа запишувате богословие во Белград, каде што денес сте професор, па магистрирате таму и најпосле докторирате во Солун на Богословскиот факултет. 98 година се замонашувате, а за неколку месеци, за 6 месеци поточно ве ракополагаат за епископ Дремвицки. Во 2000 година станувате митрополит Велешки и Повардарски. Има ли нешто да издвоите од таа ваша прва епископска титула, поточно во Велес кога бевте епископ? Ви остана тоа нешто во сеќање, на арно, на лошо? Ми остана во сеќање токму периодот на некаква, како се викаат, овие процес на преговори со Српската православна. Тогаш почна се. Тогаш почна и тогаш и јас ме чека мене некако откако беа одбиени тие преговори во Ниш да продолжат, како ќе се изјаснам јас. А јас бев на една екскурзија, не лично, туку собравме повеќе студенти, побожни лица кои ни беше овозможено од Елатката црква подолго време, над 20 на дена, да бидеме во Елад и да ги посветиме сите побожни места кои се познати од таму. И кога се вратив со голем јас така и им кажав, тогаш медиумите се интересира како јас ќе се определам, им кажав дека кој ќе се вратам, ќе се определам. И тоа во суштина после моето враќање беше еден предизвик за мене, цело време размислував за него, како да се определиш. Единствена шанса ако се загуби за единството е таа шанса која сме ја имале. И после тога, ако до тогаш имаше 30 години неединство, сега
имаме било каква шанса и може да остани уште 30, ако не се користи таа, уште 30 години пак не единство. Се советувавте со некој? Тогаш што да правите, како да правите? Тогаш се советував со митрополитот, сегашен председател Пелагоницки, со митрополитот Струмички. Се сеќавам во Белец ги има повикано да видиме за владиката Петар и за владиката Наум. Така да, добро. Да видиме заеднички како можеме да го решаваме тој проблем. Некако изгледа немаше волја во тоа време, иако го сваќаат длабоко. Од една страна и поддршката ми беше во тоа. Значи, со мала една досетка сакавме да го поминеме тој период со тоа што да го спомнуваме на прво спомни го Господи на местото каде што се споменува патриархот, да го спомнуваме Светиот Синот. И никој нема да знае кој синот го спомнуваме. Никој нема се спомни о Господи, Светиот Синот ќе биде. И тоа беше едно од решенијата, затоа што привремено, секако неколку месеци. Јас мислам дека некако не се надева некој од епископите дека ова Јован ќе успее да го убеди патриархот Павле, тогаш беше жив, блажен починатиот, дека ќе може да се откаже од собствената титула и да се согласи дека Светиот Синот да го спомнуваме. Меѓутоа одидов тогаш сам се сеќавам во Белград и Му го предложивте тоа? Му го предложивте тоа? Му го предложив тоа и тој го прифати. Стварно? И го прифати и кога го соопшти после на некој од епископите, не го прифатија, а јас веќе го имав дадено зборот. И кај патриархот Павле, и кај Светиот Синот на Српската црква, дека тоа е едно од решение. Така. Решение кое е на некој начин по икономија, можеби не е по акрија, ама сепак се согласи патриархот и Светиот Синот на тоа решение и можевме лесно да го спроведеме за кратко време, не полна година дена, и ќе имавме решение на проблемот. Вака се продолжи 20 Добро, требаше тогаш, еве за тие што не се упатени, требаше Македонската православна црква да добие тома за автономија под Српската православна црква, па подоцна нели да се добие тома за автокефалија. То би и сега проблематично беше тој период на колку ќе трае таа автономија. А реално не можеше многу, ако ние се покажевме зрели во тој период, и ако баравме тој да се скрати, тој не можеше повеќе од година дена да биде никако. Тоа не ли е слично како ова сега што го имаме? Сосем потполно се слично, не слично, туку исто. Така. Затоа што прво сега Македонската православна црква прифати автономија, тоа кратко траеше, многу кратко. Не, една или две недели, не знам колку, и после беше доделена автокефалијата. Разликата може да биде што сега период беше прецизиран. Дека ќе трае 2 недели, да кажеме, тогаш не беше прецизиран. Добро, време да се вратиме од 2002 година за Нишкиот договор. Предпоставувавте ли, можете ли да си замислите што се ве чека понатаму во животот со таа ваша одлука да одите сам против сите? Не можев да предпоставам така, затоа што уште од тогаш може би нејасно, не можам како сега да го објаснам, ама уште од тогаш се разбирав дека се во животот е непредвидливо. Она како што денеска го толкува квантната физика, дека се е непредвидливо. Во суштина, само малку поголемо и малку помала веројатност има нешто да се случи. Така е исто и ова. И ту добра сум го прифатил тој начин на живот, дека треба да се тргни
а има зато и покаяние, има зато и моменти кога човек успеа во нешто. А предпоставувам дека воопшто не треба ни да ве прашувам дали повторно би го сторили истото. Па јас мислам дека толку тоа така повторно би го сторил сигурно, затоа што е единствен пат, немаше друг начин. Да постоеше друг начин, човек ќе размислува и на друго нешто, ајде да пристапи по некома. Самото и тоа се покаже, и тоа се докаже на крај, дека тоа бил единствен начин, само помина многу време. Така е. Значи, во тоа време вие сте повардарски владика, се случува тоа што се случува и доживувате прогон фактички од вашата митрополија. Полиција доаѓа, ве прогонува и тогаш почнува целиот тој хаос. Може се слободно од оваа дистанција, од оваа гледна точка да кажеме дека бил политички прогон, зашто вие сте повторно тука како владика на МПЦ, ако било нешто поразлично, немало да бидете овде сега тука со нас. Ме интересира, ете сте завршите во затвор 5,5 години, ако не грешам. Тој момент кога прв пат завршивте таму, се сеќавате како беше, повеќе се грижевте за себе си или за оние околу вас кои што постојано беа, што повеќе ве болеше? Тоа е неизбришливо, мислам, запишано во човековата свест и совест. Тоа е многу, може би еден момент кој е важен не само за мене, тука за целата историја. Затоа што јас 5,5 години, добро рековте, кој ќе се собери целото моje стажирање, така да речам, во затвор. Ама јас 5 пати бев во затвор. Значи, су имал можности 5 пати поинаку да размислувам. И тоа се откажем, ето и чекаја. Поинаку Јован да размислува, и тоа ми го предлага и ми го вели, нема да бидеш суден за ништо. А работата беше во тоа што немаше, како што претходно рековме, немаше друг начин. Ние ќе си останавме, сега останавме уште 20-50 години, значи 30 до тогаш имаш 50 години во неединство, да останем уште 50 или 100 години уште. Тоа е безсмислата. Сега јас не бев сигурен како ќе излези ова и не можам да тука да бидам директен во тоа дека знаев вака и ќе се случи, па го издржав тоа. Не, со еднокрајна воздржаност како може да биде. Ама знаев дека ако е Божјо дело, тоа не може некојаш да не успее. Ама цената нели е превисока? Го загубивте малтене половина здравје поради целата таа борба. Знаете што, човек кој живее во иднината, а може да се живее во иднината, не може да се живее во минатото. За жал, некои луѓе се обидуваат да живеат во минатото. Не може да се врати. Еве денескија експериментите што ги прави, пак ја спомнам квантната физика, ни покажува дека теоретски е можно да отидеш и во минатото, ама практично е неможно. Практично е неможно затоа што веројатноста е многу мала да се погодат сите фактори за да се влезе во минатото. Треба да се погоди секое камче што било во минатото. А во иднината можеме да влеземе, затоа што иднината сега ја создаваме. И се влегуваме, дали 10 години напред или 100 години, или кој како има моќи да влезе во иднината. Тоа е многу битно. Ако јас се сетам на тие моменти, тоа ми била водечка, може би, сила. Минатото не можеме да влеземе, да го поправаме од минатото, точка на минатото. Можеме да го поправиме само кога ќе влеземе во иднината. А иднината е тоа.
Како ви беше во затвор? Ме интересира многу оваа тема и нашите гледачи исто така верувам дека се заинтересирани. Како беше владика да биде во затвор? Како изгледа тоа? Бевте во мантија, ви дозволува да имате свето писмо, книги, да се причестувате? Не ми дозволува да идам по мантија, ниту ми дозволува да се причестувам. Сега може би да кажа после години. Мајка ми и сестра ми бе единствени што можеа да ме посетуваат во затворот. Значи не може еднаш само напишав молба барање и дојде лодите од Светиот Синод и после кога пишав никогаш не ми дозволува. Но не е битно тоа, друго сакам да кажам, мајка ми ја криеше причета да што таа не може да свири на некоја од оние пролазите кај кога поминуваат. Тоа е леп, суа прича си е таа, што се дава за покојниците заедно со вино, се меша. Од таја прича спиноцеше мајка ми и секогаш кога беше кога знае дека треба да се служи литургија, тоа е во недела или за празник, јас така на тој начин се причестував. Меѓутоа, Расо, то не ми го остави. Не можев да бидам во Расо, иако уште од почеток, од 2005 година, прв пат кога отидов во затвор, барав да ми го остават Расото. Меѓутоа не ми го остави Расото. Бев како цивилен, облечен како цивилен човек. Немавте привилегии? Не, привилегии немав никакви. Меѓутоа... Не зборам во однос на цимерите, има некакво почитување кон вас? Ќе бидам искрен, најголемо почитување има албанците. Стварно? Сега ги нарекувам албанци, ама инаку таму ги нарекував шиптари. И јас им го отворив тоа дека шиптар не е срамотно да се кажеш. Како се нарекуваш ти? Јам шиптар. Јас сум шиптар. Како сакаш ја да те викам албанец? И тоа брзо се разнесе. Немаше шиптар, ајде ќе речем, кој не беше благодарен што му ги отворив очите дека тие се шиптари, дека не се албанци, дека не се од Албанија дојдени. Туку тој за себе вели дека е шиптар. Како да го вика? Имавте проблеми со некои од затворениците? Нема, фала му на Бога, проблеми немав. Затоа што така мирно, повлечено го живеев затворскиот живот, си читав, работев и немав некои проблеми. Тоа во едно интервју кажавте дека сте биле во соба заедно со 40 други затвореници. Последниот пат. Како изгледа тоа со 40? Тоа изгледа многу тешко, затоа што ајшо и се 40 затвореници. Секој има свој телевизор. И секој своја програма гледа и кој ги пуштите, тоа е еден хаос краен, затоа што сега не ќе да кривам ни затворската управа, ама тоа со години е така да им се дозволува на затворениците од надвор да си ги внесат телевизорите. Ево таа соба, на некој начин, кога спомнате прилеги, таа соба, ако 40 души имаше, беше на некој начин привилегирана, затоа што никогаш не ја затвора, а не ја затвора затоа што таа соба се дава дежурства, се носеше храната, значи тие луѓе кои беа на некој начин запослени во затворот. И имавме можност да излезиме од незаклучена соба, а сите други соби беа заклучени. Тоа последниот пат, велам. Другите 4 пати кога сум бил во затвор не беше така. Тоа е нешто како тетовирање филмот, така голема просторија. Па, то некаде може да те кажам, велам една беше таква просторија, другите беа простории
па така по тројца, четворица максимум затвореници, затоа што би имало проблема кој се повеќе. Не може да се трпат затворениците едноставно, тоа е многу тешко, мал простор. Едно од вашето одење во затвор бевте, чинам, со заедно цимер во иста соба, во иста просторија со Велија Рамковски. Тоа го дознав од него на TikTok, социјалната мрежа, сега е доста активен Велија, пешачи до водно и назад секој ден и зборува за животот и му поставуваат луѓето прашања, меѓу кои го праша како беше со владиката Јован. Тој доста добри зборови кажа со вас. Бевте таму заедно? Го гледам тоа видео, бев после тоа, значи во затвор, само не бе во иста соба во затвор. Ова го кажува за притворот. Во притвор многу толку бев јас во притвор, затоа што како да сака да ме прегумат со притворот. Зашто притворот е потежок од затворот. То кој не го знаем, притворот е потежок, затоа што само 20 минути дневно имате можност да излезете на чист воздух, цело време друго сте заклучен во соба. Во таа соба, која во тоа видео Велија Рамковски нарече А1, бевме заедно еден период и тоа подолг период. Јас, како велам, долго бев, година и нешто бев во притвор, се менија многу притвореници, меѓу нив беше и Велија Рамковски. И тоа што кажува на видеото е сосема точно, дека ние во почетокот имавме можеби некакви различни мислења, подредени сваќања, ама после тоа некако толку близко се соединивме како да размислувавме еднодушно и за многу работи во собата ги решававме еднодушно. Добро е да спомнавте во притворот 20 на минути да видите небо, во затворот исто така можеби поголеми и подолги прошетки. Ве натера ли тоа по природен пат поинаку да гледате на животот, на нештата, кога човек е затворен? На едно место во книгата која иде под слобода во затвор се вика, пишувам тогаш Република Македонија е затворот Идризово во мало. И односно затворот Идризово е Република Македонија во мало. Зошто? Затоа што тогаш Република Македонија немаше безвизен режим. Не може никаде да се патува. И како во затвор беа луѓето. И која е разликата дали си во Идризово или си во Република Македонија? За 2005 година зборувам. Тој период треба некако да заживее во човека, да го види или да го спореди. Сега од овој точка на гледање далеко е тоа, не може да го спореди. Луѓето на некој начин прават што сакаат, ама тогаш имаше уште многу навеви од еден бивш режим и сега ги има, ама многу помалку. А тогаш ги имаше многу повеќе и таа не изгледаше како слободна држава. Исто како затворот Идризово. А во затворот Идризово многу мина не знаат дека има се што кога може друга да продри. Замислите, се друго може да продри. Многу полесно. Што значи дека затворот Идризово ви е приказна само, а во суштина животот во самата република не е многу не бил тогаш баш многу поразличен. Во 2005 година формирате Православната Охридска архиепископија, добивајќи томос за автономија од СПЦ. Сега, од оваа гледна точка сега, колку е важна улогата на ПОА во целиот овој процес црковен? Помогна ли постоењето на ПОА за да дојдеме до ова конечно решение сега? Јас мислам дека секој од гледачите бе сам нека си заклучи, ама јас како тогашен архиепископ
сметам дека многу помогна, затоа што прво го стави на дневен ред како нерешено едно прашање кое долги години, децении беше нерешено. Еве дојде, можеби многу требаше да дојде конечното решение, ама конечното решение дојде по заслуга на постоењето на ПОА. Така. Значи не е нешто што не се согласи ПОА, или не сакаше, или не мечтаеше за конечното решение. Тоа беа и мотивите за да се од тогаш направи тој чекор што е наназад го споменавме и кој мене одведе во затвор. Тоа како го доживеавте моментот на помирување со МПЦ? Беше тоа за вас олеснување, беше победа или беше мир по долга бура? Како можете да го опишете тој момент? Повеќе го опишувам како Божја волја сега да се случи тоа што го очекувавме, што такавме и што го посакувавме полувременски период. Значи, ние не го направивме формирањето на ПОА за да бидеме независна црква, туку црквата цела да се соедини. Сега е соединета црквата во Македонија со многу цркви. Мене сега ме боли тоа што да кажеме има друг вид на раскол. Еве, ќе го спомнам меѓу Вселенската патриаршија и Руската православна црква, и на некој начин некои барат наше определување, или сте вамо или сте онаму. Мислам дека не треба да имаме определување, затоа што го поминавме трагично тој период на неединство со другите цркви. Колку е можно да бидеме добри со сите, зашто тоа е смислата на животот, тоа е смислата на црквата. Не е политички сега, еве ќе се ради геополитиката, создава своји кланови и ние ќе се преклониме некаде. Не, туку смислата на црквата е единство. Единство на прво на црквите помесни, ама после на сите нас меѓусебно. Зашто Господ е Бог и на мојот противник дури. А не само на една каста на луѓе или на една нација. Добре, еве го спомнавте Цариград. Сакам да ве прашам, сега решен е проблемот конечно со МПЦ? Добивме Томас за автокефалност од СПЦ, автокефална црква сме, а пак некои медиуми туркаат таа тема дека се уште не е завршена приказната и дека треба да добиеме Томас од Цариград. Можете да ни објасните сега до кај сме, што сме, завршена работата или треба уште нешто за да се дозаврши работата? Знаете како, едно прашање кое требаше да изледи на соборот се православен во Крит, кој беше 2016 година, е токму ова, кој го постави, кој дава автокефалија. Сега се сеќавам дека во подготвителните средби, како што се 2009 или 2008, не се сеќам точно, учествував и јас, и тогаш предлогот не беше дефиниран, односно отврлен беше предлогот кој ја дава автокефалата, зашто имаше две иницијации. Едното е да остане дека само Вселенската патриаршија може да даде конечен Томас, а другиот предлог беше дека сите православни цркви треба да се согласат некоја црква да биде автокефална на предлог на мајката црква. Значи, ако мајката црква би била српската, требаше сите други 13 цркви да се согласат на Што го сторија тоа поголемиот дел? Го сторија, ама
отпосле, а ова предвидуваше првично да биде, значи пред да се признае конечната автокефалија. Бидејќи не се постигне консензус, а се решаваше со консензус, че сите да бидат согласни, тоа прашање не излезе автокефалијата, значи како тема не излезе на соборот во Крит. И сега остана двете опции. Или само Вселенската патриаршија дава автокефалија, Или мајката црква. или мајката црква. Може да даде, а другите после, како што вие спомнавте, да се согласни. Ама или, а не и. Или. Ние едното или го имаме. Ама едното или го имаме, ама ако го немаме, другото или ќе останеме како што останавме вака. 4-5 цркви никогаш нема да го признаат тоа. Значи, затоа... Може да имаме 2 томоси за автокефалија? Не е потребно 2 тома. Моje мислење не е потребно 2 томоси. Значи, со една одлука може да биде признато, ама ако се прифати тој начин кој е првичен, единствен, дека мајката црква дава автокефалија, тоа ќе биде и за понатаму така. И во било која црква, и во руската, утре ако се случи, руската да ја даде на украинската автокефалија, треба другите само да прифатат. Слично многу ќе биде како што Константинопол и даде сега на украинската и да направи дополнителни несогласувања. Добро, долго време МПЦ беше во таква една ситуација, да речем, раскол. Тројца патријарси пробаа да поминаа низ процесот од СПЦ. Патријархот Павле, патријархот Иринеј и сега Порфири беше третиот кој што успеа за релативно многу брзо да го реши проблемот. До патријархов Порфирие толку е умешен или е до нешто сосема трето? Не, секако способни сите се. Меѓутоа, јас уште од почетокот, првата средба меѓу СПЦ и МПЦ, сам одбив да не учествувам во таа средба и му реков на патриархот, имате одврзани раце, како ќе го решите, ќе прифатиме, само нека биде решен. Затоа што бев свесен за тоа, ако учествувам јас, може би никогаш проблемот немаше биде решен. Не само по тоа кој ќе би остане архиепископ, кој ќе биде и не знам, туку се и персонални некакви меѓузависности кои ќе допринесат да не се реши проблемот. Свесен за тоа, јас му кажав на патриархот, имате одврзани раце, како ќе го решите така? И се откажавте од титулата архиепископ? Јас се откажав отпосле. Значи, отпосле се откажав од како се реши. Да се види дека е тоа. Меѓутоа... Но можевте да стоите на тоа да барат, така? Можев да стојам да барам и никој не може да ме промени. Никој, затоа што во православите еднаш се дава титулата и без канонски пречки за неа останува... Вие сте првиот архиепископ кој што отпосле станал владика. Некој не е владика, им туку митрополит. Митрополит, да. Да, може би, ама сватив дека тоа е единствен начин сега, по сегашно време, после 20 години, оно што го направиме пред 20 години, да се реши, да има можност да се реши проблемот. Иначе ќе останеш уште 100 години, може би не. Како ви е односот сега со архиепископот Стефан? Сосема коректен. Немаме никакви проблеми во смисла, освен што секојаш нагласуваме дека епархиите кои ни беа доделени на сите припадници од поранешната ПОА се многу мали и нефункционални, не заради тоа што се мали. 100 пати мене да ме прашате ми е подобро во мала епархија служам, зашто можам да ги посетувам редовно моите верници.
работата во тоа што се нефункционални, кога велам нефункционални, тоа значи нема доволно средства да се обскрби администрацијата. Тоа е она што најголем Крушевско, проблем. Демирхисарска. Тука спаѓаат цел град Крушево, Демирхисар. Цел град Крушево, кажете во отприлика, колку мислите дека е Крушево? Па не знам, мене со се туристи, кога ќе ги собереме. Ама тоа туристи не се постојани. Значи, многу малку се луѓето, Крушево е денес едно село, колку едно малку, ни поголемо село. Нема 2000 жители. 2000 Круши. Демирхизар нема ни црква. Има една гробјанска црква, значи, таму е опустошен крајот. Има едно село во Демирхисарско кое има 20 жители. Можете да мислите, село човек да ми И тие двајца се скарани, претпоставувам. Да. Само. Добро, вие баравте нешто повеќе, па добивте помалку? Не, ништо не баравме тогаш. Цела работа беше да се реши проблем, на се согласиме. Меѓутоа сега сакаме да го поставиме на дневен ред тоа прашање на функционалност на епархиите. Не на тоа дали нас не се потребни средства да примаме, не знам, да имаме да господариме со нив. Мене ми е сатисфакција, велам, што ме запозна народот и што можам да често да служам во одредени цркви, да контролирам ситуацијата. Не, тоа сака да ја прашам. Ете, Крушево, рековте, има едва 2000 жители, што не треба да се подценува таа бројка. Сепак се тие верници кои што доаѓаат и ве ценат и ве почитуваат, претпоставувам, кои што кога ќе направиме споредба со ПОА беа 200 луѓе кои што ја сочинуваат цела црква, 200-300 верници колку беа, и може и повеќе да беа. Се чувствувате добро дојден ете во Крушево, во Да, и јас можам да речам. сепак долг период беше тој прогон. И име на луѓето, на верниците, станато лошо мислење за вас поради медиумите кои што водеа битка. Може би не можам да го открием, тука е некоја пристрасон, може би моја. Она што можам да го открием е дека луѓето тотално се предаваат на она што го гледат црковен живот. Се промени во многу црковениот живот во епархијата. Прво служиме редовно, јас ви кажувам, скоро секој месец служам во главните цркви. А тоа се во Крушево, во Демирхизар, во Кривогаштани, или ако е слабо во некое село. На некој начин јас сум селски епископ, меѓутоа не се срамам од тоа. За мене е сатисфакција било каде да сум, да можам луѓето да ги присуединам кон црквата. Тоа ми е најважното. Добро, го делите ли вие чувството дека црквите се попразни, дека луѓето не доаѓаат на служби, на литургии, во недела храмовите се празни? На што се должи тоа во последно време? Тоа се должи како порано, Ранковиќ отишол кај патриархот Варнава и му рекол, гледате, вашите богослови кои беа сега се најдобри комунисти. И патриархот му рекол, чекајте сега да видите како ќе биде после неколку децени. Сега, мислам, ги живееме тие децени. Затоа што старите генерации уште беа црковни. И доаѓа во црква, дедо ми го спомна. Ама сега не е дедо ми, не е ни мајка, ни татко, и тие се мои починати. Сега се некои нови генерации кои се пород на комунизмот. А кога велам комунизмот, не како уредување, туку како атеизам. И тие луѓе сега дојден затоа и не ги полнат црквите. Меѓутоа е потребно да се најде пристапен механизам, да ги заинтересирате луѓето. Јас знам, веќе 2,5 години сум во Крушевско Демирхисарска епархија
И што велите, црквите полупразни беа во почетокот. Сега нема игла кај да фрли, затоа што можеби малку и себе си вака се обвинувам, ги карав луѓето, зошто не доаѓаат во црква? Како го осмислуваат животот, дали пијат кафе додека ние служиме литургија. И тие сериозно си го сваќаат тоа. Сега немаме празна црква во Крушевското Демирхиевска. Доаѓаат луѓето во црква. Значи порака до колегите ваши да почнат да ги караат луѓето или Да ги караат луѓето со секој можеби од собственото гледиште, како ќе сака да пристапи. Некој сака мирно да му тежи то и ќе ги одобрува дури ги ревоите на верниците. Но знаете што по-проблематично од тоа што сега се празни црквите и тоа што сега ги живееме тие години што ги спомнавте од порано е тоа што училиштата се празни. Односно, ете, средното богословско слушам дека многу малку деца се запишуваат за исто и за факултетов богословски. Исто така е, бројката не е на некој завидно ниво. Со тоа што правиме? Ќе дојде ли момент кога МПЦ ќе нема свештеници? Не можам тоа да го предвидам, ама во секој случај треба да се заинтересираат луѓето кон правите вредности, не да одат во средно богословско или на факултет, за да постанат свештеници и да имаат добри приходи и како слушаат да имаат джипови или не знам што. Ако е тоа мотивот, тоа е погрешен. Значи, мотивот треба да биде да го засакаш Бога и да го засакаш откровението и науката Божија. Што ми ја имаш таја? Се друго е додаток и се друго ќе се дојде. Така. Ама ако е тоа првично, тогаш гледате едноставно зафатени се повеќето парохи и зошто да оди во богословија некој или на факултет кој ќе нема место со години можеби да дојде на парохија. Така. Ма знаете, од друга страна па има верници многу кои што велат, абе јас верувам во Бог, ама поповите не ги сакам затоа што ете се со джипови, сребролюбци или не знам како. Како да се смени таа си состојба? Од каде треба да се почне за да се како со искреност, јас сум уште можеби поводрастен до на период кога ќе ви се видеше свештеник, тој првиот до тебе ќе се требаше да се добри да му се каже баксус. Дека го видел свештеник и тоа е баксус. Од црна мачка да покине. Од тоа време се промени. Се промени, меѓутоа сигурно дека треба свештениците ние, свештенослужителите да го заслужиме местото. А тоа е прво со искреност. Не можеш да го изманипулираш човек. Најубав джип нека возиш некој. Никој нема да го види, ќе речи, абе идој свештеник, треба да вози, тој треба да дојде. Ама ако неговото место е многу посериозно, значи решава суштински прашања за животот на верниците. Добро, никој не вика дека попојде треба со коњи да патуваат, да одат од место да јаваат коњи, ама може малци поскромно нели да не упаѓаат во очи на верниците. Тоа и многу зависи од личноста и од карактерот на човекот. Еве јас да ви кажам кога купував кола, може и Мерцедес да имам. Реком не, сакам Мерцедес зашто да упаѓаме во очи, некој ќе купам Шкода. И Шкода имаме сега, исто Шкода се движам и така и сакам. И ништо не ми смета зашто и Мерцедес најубав и Шкодата ќе ме однеси до тоа место. Добра, колку општеството игра улога во тоа? Ја овој пример повеќе пати го кажувам. Фан сум на македонски народни приказни, оние со Ѓорги Колозов и со еве и новиве сега што се снимаат. Таму во секоја втора епизода, во секоја втора приказна
има поп кој што е или пијаница, или е женкар, или е коцкар, или е исмејуван, или значи попот е представен како нешто што треба да, ете што викате вие, баксус. А кој ги гледа македонските народни приказни? Децата и ја. Ама од таму почнува веројатно и тоа мислење да се гради. Ако децата се задоени со поповите какви се, какво мислење би имале подоцна кога ќе пораснат, доколку не ги запознат или лично? Тоа мислам дека може да се промени само со начинот на промени на живот на поповите. Ако тие, јас како владика, еве не ги ставам побоите, предизвикувам соблазни. А може 1000 да предизвикам. Еден владика веле што може да сруши, не може 1000 побои да изградат. Затоа што со една одлука, со еден потез може да ги сруши. Ако не водам сметка за тоа да не го соблазнувам ближниот, што имам многу начин да го соблазнам. Односно, ако сакам хедонистички животот да си го живеам, ќе го соблазнам сигурно некого. Ама ако сакам во водржување да го живеам животот, секој ќе го примени тоа, не може да не го примени овај, примени ти, те водржува тој човек во нешто. Така. Еве, вие сега го приметивавте, зборуваме за затвор, зошто? Може да го избегнам, ама 1000 пати. Да не одам во затвор. Така. И ме прашавте дали пак би го направили истото. Па ми го направили истото. 5 пати сте го направили, зашто не и 6 пат? 6 тоа. Може ли човек да биде верник и безредовно да оди во црква и без да се причестува? Ете, ако дали Бог го слуша во собата, во автомобилот, на улица? Тоа е вонреден начин. Значи, литургијата е извор и вовир во се добро. Ама, еве, јас во затвор имам таа дилема. Што да правам во затвор, кога не можам да видам на литургија? И така си го реши проблем. Прво поставувајќи му го на Господа, зашто Господ сигурно ја конструира литургијата за да се живее и да доди човек редовно од црква. Ама ако е спречен на било кој начин, го спомнам мојот пример, затоа што ми е најблизок, ако е спречен, значи не гледа литургија и тоа важно е свеста за литургијата дека треба да припаѓа некаде. Литургијата не е просто пеење двајца, таму се собрале пеат, попот од другата страна. Туку литургијата е заедница на се створено со Бога. Затоа и принесуваме, затоа нека баба ќе донеси јаболко во црквата. Друг ќе донеси просвора. Трет ќе донеси со пари ќе стави во касата. Значи, празен не доаѓаме за празен да не си одиме од црквата. Тоа е многу важно. И на тој начин, ако гледаме, литургијата може да се живее, односно треба да се живее во животот. Затоа некои теолози многу уместно тоа го нарекле литургија после литургијата. Значи, ако само во недела се служи литургија, другите 6 денови се литургија после литургијата, ама ние се подготвуваме за тој 7-миот ден. Добра, што мислите за една пракса која што некои свештеници ја инсистираат, ете сега и во денешнина да се практикува за причест само во пост 4 пати годишно, да не биде секоја недела? Тоа не би го рекол толку од свештениците колку од самиот народ, ако народот. Јас се сеќам кога бев лаик уште, ќе одам, ќе пристапам. Никогаш не ме вратил ниту еден свештеник.
Ама дали е свеста кај луѓето на тоа ниво дека тоа ги прави да видат во заедницата? Ако е свеста на тоа ниво, тие ќе пристапат на причина, никој нема да ги врати. Тоа ќе им каже, ајде брати се, па не верувам дека ќе има таков свещеник што ќе им рече врати. Добра, како се препознава добар духовник и колку е важно да се исповеда верник кај духовникот? Знаете, духовници имате прави, ќе каже човек, и квази духовници. Битното е искрениот однос на човека со Бога. Ако го има тој искрен однос и најнеуместниот исповедник ќе си ја заврши работата како и најуместниот. Затоа што човекот ќе биде потполно влезен во проблематиката. Тој, да кажеме, има некаква депресија, некој. Нема само да се задржи на тоа што ќе му каже некој духовник, туку ќе чита и теолошките гледишта, и психолошките пристапи, се ќе има на дланка, што се вика. Зависно од тоа каков пристап секој поединец има кон глобалното прашање. Така ќе се однесува исповед. Иначе исповедта може да биде набројување на гревовите. Јас тоа го погрешив 1, 2, 3, 5, 10 работи и ти прочитай ми молитва за разрешување. Да завршиме работа. Ги ќе завршиме работа. Ма тоа е крајна формалност. А не мора да ги наброи гревовите, колку што ќе сака да побара решение човекот духовно за сето тоа. Дали од еден свещеник или совет од повеќе свещеници, или книги ќе чита поднос на тоа. Значи, не е најважно во тоа што ќе ни каже еден свещеник. Човекот треба да има интерес сам да се надградува. И да не ја повторува грешката, веројатно гревовите кои што. Секако тоа е првично, ако ја повторува. И да научи да простува. Дали вие за крајеве, дали вие им простувате, им простивте на сите оние кои што ви го направија целото тоа што? Тоа е најтешката можеби работа во животот. И ако не стигне човек пак до таа лекција, како и да не е почнал ништо. Значи, најважно е да немаме непријатели. А како ќе немаме непријатели? Понеко освен ако се помириме или да си протиме. Сега, бар почнуваме се од себе, ние простеваме, а тој другиот дали сака да прости или не, тоа е негова работа. Не, вака, искрено, во срцето, во душата, кога ќе се сетите на на сите тие неубави работи што ви се случија во животот, целиот тој политички прогон, затворот, што уште не. Простувате? Искрено, да ви кажам, ако се гледам себе си, може би поинакој ќе ви одговорам. Ама заради Бога се проштевам. Затоа што јас имам пример за тоа Господ кој ни го дава. И заради него има една прекрасна стихира на Великден се пее и вели да им простиме на сите заради воскресението. Не заради што се тие се поправиле или не знам, тие пак може останале исти. Ама заради воскресението, тоа значи заради Бога, на сите ќе им простиме. Не заради друго, затоа што ми кажа, кој си простева и сега ќе простевам. Туку затоа што за мене нема иднина ако не простам. И може би егоистички гледа тоа. Не од што го сакам другиот многу му простевам, ама за себе си, заради себе му простевам. Владико, ви благодарам за гостувањето, се надевам дека беше секако што треба. Мислам дека зборувавме за многу работи кои што ги интересира луѓето, зборувавме без маски, без шаблони и ви благодарам уште еднаш и ете ве измачив, доаѓате од дури од Битола, нели, за да го направиме ова интервју.
Па се надевам дека некогаш повторно пак ќе продолжиме. Здрави и живи, мене ме радува овие теми да се отварат се почесто и да имате уште еднаш ви посакувам успех во емисиите кои ги водите. Фала ви. Драги гледачи, толку беше од нашата прва емисија, продолжуваме пак повторно. Иначе уживавте во сликите на Грета Лешко, таа е украинка која што ни дозволи за нашиот подкаст да се прикажуваат нејзините слики во позадина. Фала ви уште еднаш, се гледаме повторно.